Гимназијата Кочо Рацин денеска беше локацијата каде неголемиот дел велешани се упатуваа. Презентацијата на германската фабрика за автомобилска индустрија Маркарт ги собра и младите, но и постарите граѓани кои се заинтересирани за вработување во истата. Заинтересираните имаа можност да се запознаат со Маркарт групацијата и можностите што ги нуди таа, како и со внатрешната структура и работните места кои се на располагање. Ги проследив презентациите. Имам веќе аплицирано за 2 позиции, избрана сум за една, во ми е трето представување. Па не знам, се уште е почеток на вработување, ќе видиме понатаму како ќе се одвива се. Објаснуваат се, дознавме многу информации и сега ќе аплицираме во врска со конкурсот. Бев запознаена како ќе функционира фирмата, а не знам, би сакала за во контрола на квалитет да аплицирам. Така. Па се надевам дека ќе има доста вработување во Велес, дека луѓе овие ќе се спасат и од невработеност и од немаштија. Па да, интересно е, мислам, у принцип се гледа дека е модерна компанија со модерни принципи на работа, многу интересно, за младите е топ. Па ја аплицирам за електричар на одржавање. Долги години имам работено, малку сум повозрасен. Ако се успее, ако ме изберат, со среќа за нив и за мене. Друго нема што да кажам, тоа е мислам најосновното. Компанијата во која ќе се вработат 600 работници нуди околу 30 на различни работни позиции. Првите 100 вработени во фабриката веќе во ноември годинава ќе заменат на обука во Романија. Секако дека имаме конкретни профили, во моментот има над 30 позиции кои што се отворени. Тие се наоѓаат веднаш во ходниците во кои што и таму е конкретниот профил на личност за конкретната област. Но секако ни се потребни и неквалификувани кадри за да ние ги квалификуваме. Затоа што ние точно знаеме што е тоа што треба да го работат они. Прекрасно, навистина убаво се чувствуваме, не очекувавме толку голем број на луѓе. Се гледа дека Велес сака софистицирана фабрика да се отвори и да работи и производството да биде од тука. Навистина добро се чувствуваме затоа што е толку голем број на луѓе кои што не посетија. Маркарт е првата странска инвестиција по цели 24 години, вели градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој воедно истакна дека во иднина планирани се повеќе инвестиции и нови индустријски зони со цел намалување на невработеноста на велешани. Имам смелост да најавам дека ова е само почеток на инвестиции во Велес од разни размери. Ние ќе ни биде секако предимство и задача да донесеме уште инвеститори. Тоа го очекуваме затоа што веќе гледате дека наредни Советот ја усвои и втората фаза на справата за индустријската зона Речани 2. Планот е поминат, скоро време него ќе го објавиме за продажба и таму ќе имаме инвестиции. Истовремено нашата посветеност во овој сегмент за обезбедување на нови работни места ќе продолжи понатаму. Веќе имаме и проценката за индустријската зона, колку треба мамутчево, колку треба да го обештетиме до сегашниот корисник и тоа е веќе владена постапка, така да ние сме подготвени сето она што го ветивме да го оствариме, Велес да го направиме место одредено со одредени поволности за финансирање во нашата општина, односно отворање нови работни места, доваѓање на нови инвестиции. Ова што го видов денеска и вие што можете да го видите ни дава за право дека сме биле потполно во право што тргнавме по овој пат. Маркарт групацијата е основана во 1925 година и има фабрики на 13 локации во 10 земји во светот со повеќе од 7000 вработени. Инаку фабриката во индустријската зона Каласлари со производство треба да стартува кон средината на следната година.